Стадион. Емисија за вашата вистина. Околу тој случај, околу апсењето, многу чудни работи, па и конфузија, како новинар кој што следи со години, специализиран, не само за судството, и други работи, и филм ти е интересно, хоби, па и професија понекогаш, и тоа е за судството. Кој е првичниот коментар на Васко, после целата оваа конфузија, дали на вистина институциите не знаат меѓу себе, не се координирани или намерно се прави тоа, за да во одреден момент, после некоја година, тоа се искористи како проблем во постапката и да паднат судските процеси. Столе, јавноста ги нема сите податоци до овој момент, за да можам да донесам една, како да речам, конечно целосна одлука, односно да проценам, да речеме, кој бил во право во приказната, но она што секако е јасно, е дека кога обвинителите бараат притвор, да речеме за друг тип на криминалитет, во 90% од случаите тие не приложуваат докази. Туку тоа го бараат само на основа на уверување. Значи, тоа е за сите останати осомничени кои не се да речам условно речено вакви капиталци како што е Камчев. Значи, обвинителот треба да го убеди судот дека осомничениот ќе избега. Инаку притворот се бара поради опасност од бегство. А кога веќе ќе ви избега осомничениот, можете да барате што сакате, меѓутоа тогаш е залудно. Сега имало ситуации како овој сличен во кој што биле приложувани докази. Не знам дали се сеќава јавноста, тоа беше во предметот со поранешниот началник на петата управа Горан Груевски, кај кого што обвинителството пронајде нотес, каде што тој ги евидентирал лицата кои што всушност ја требало да ги испитува, односно да ги повикува како сведоци. И всушност притворот за него меѓу другото се бараше токму поради влијание врз сведоци. Сега во конкретниот предмет за кој што разговараме, со предметот особено за плацовите на водно за кој што Камчев секако е притворен, освен мислење на обвинителот имаме доказ што дополнително треба да го убеди судот дека осомничениот ќе избега. Значи имаме мислење на обвинителството, имаме плюс уште еден доказ, односно доказ. Сега прашањето кое лебди, за кое што јавноста ги нема велам сите податоци, е дали тој доказ е обезбеден со почитување на одредбите од Законот за Агенцијата за национална безбедност, бидејќи таа може тајно да следи осомничени само кога тие се опасност за безбедноста на државата, во смисла да речеме тероризам, екстремизам и така натаму, тоа во овој случај не е така. Но, доколку осомничениот не бил следен тајно, ама бил налепен на следење на други странски агенти кај нас, тогаш Агенцијата за национална безбедност нема никаква пречка, има полно право за тоа да го извести обвинителството. Отивоспротивно, би излегло дека АНБ имала информации за можно бегство, меѓутоа тоа не го пријавила во обвинителството и тоа би значило дека АНБ би помогнала во сокривање на бегството. Сега, доколку осомничениот во случајот Камчев бил следен тајно, тогаш логично е прашањето дали и зошто нема постапка, тоа мислам дека некој од слушателите го постави како дилема, нема постапка за оние со кои што тој се слушал или евентуално разговарал, креирале некаков план, сценарио и така натаму за негово бегство. Така што велам, во мозаикот лебдат доста неодговорени прашања, но целосната слика може да се добие само ако се познати сите овие детали. Јавноста нема увид во таа службена белешка, тоа го знаат само судот и обвинителството. Потука велам, многу процесни правни дилеми се уште отворени и за жал немаме, барем за сега, некаква конечна слика. Тоа е мојот првичен коментар. АНБ за Мијалков немаше или не ги кажуваше, или не ги прифаќа нивните докази, ако веќе зборуваме за тоа. Сега мораше да се поправи. Ако веќе така зборуваме, тогаш Камчев е жртва на Мијалков. Добро, во суштина, кога треба да се разговара за консеквентност на институциите во постапувањето, разлика не треба да има на вистина. Без разлика дали е Чичко Јован, не знам, од Струмица или кој да е осомничен, дали е тоа Мијалков и така натаму, но велам станува збор за капиталци. Сепак, оно што е многу важно да се напомене е дека судовите, обвинителствата, секако кога постапуваат, мора во таа смисла да бидат рамноправни кон сите. И не смее никако да се дозволи, поради тоа што сме имале серија бегства, вие спомнавте 3, не се 3, туку се 10 бегства. Тоа се од Игор Спасов до Красничи и така натаму. Мислам, ако се враќаме годините наназад, се протнувале, да речеме, такви
такви случаи. И сега јавноста со право е сензибилизирана и логично да прашува до кога ќе бегаат луѓето, а државата ете така едноставно ќе ги пушта. Секако многу е логично и нормално прашањето, меѓутоа велам ги немаме сите камчиња од мозаикот за да ја поврзаме приказната во конкретниот случај за Камчев. Може ли се очекува пресврт во рекет целата таа ситуација со во рекет во апсењето на Камчев? Дали може некој сега да се отвори целосно заради тоа што е веќе нема каде Камчев мора, ако веќе внимаваше што кажува, зборуваме предпоставено се разбира. Така. Кога беше на слобода, сега може би нема да внимава. Сведочењето беше за Меѓународен сојуз пред недела. Односно измината недела беше, да. Предметот рекет, според моите информации, каде што неправосилно се осудени Катица Јанева, Зоран Милевски Кичец и Бојан Јовановски, е пред закажана седница во апелациониот суд и таа веројатно е дека наредниве недели, можеби месец, не знам, ќе се одржи. И по тоа апелациониот суд би требало да пресече дали предметот во прв степен, говорам првиот предмет, ќе го потврди целосно, ќе го приначи и така натаму, зависи секако од одлуката на апелациониот суд. Искрено, јас не очекувам некакво, како да речам, поместување во тој дел, од проста причина што едниот и другиот предмет, иако може би имаат исто извориште, меѓутоа се два различни настани. Бидејќи ако го читате диспозитивот, да речеме, особено и на обвиненијата во рекет, меѓутоа, еве да речеме, и се следи постапката за меѓународен сојуз, има еден различен тип на сведоци кои што сведочат за различни ситуации. Де факто се можеби исти или слични ликови, меѓутоа не може конкретно да се одговори дека ќе се преслика рекет на каков било начин. Рекет е веќе предмет кој што половина, еве условно кажано, е завршен. Ќе видиме каква ќе биде одлуката на апелациониот суд. Меѓународен сојуз се суди со некаква пристојна динамика на судење, има закажано нови рочишта. Сакам да кажам, да се охрабри малку повеќе Камчев, затоа што е сега ѓаволот е однос шегата за него. Ако претходно може е бил повнимателен, очекувајќи да се договори за нешто, сега веќе водата до грлото е дадена за него. Сега не знам од оваа перспектива. Да ја расшири приказната, веќе се отвараат такви теми. Така е. Дали се крие можеби некаков позадински договор, дали можеби некаква врвот на власта за слободата, да. Меѓутоа тоа се, како да речам, чамче муавети кои што би можеле само да ги разговараме на ниво на хипотеза, бидејќи немаме никакви, барем досега јавно објавени податоци, освен да речеме ете тоа дека можеби лежи некаков договор за кој што допрва ќе се дознае. Да. Маглешов, само кратко за последниот твој текст во врска со Империја токму. Првото делче од Империја пред обвинение. Една хронологија на работењето на таа бизнис империја на семејството Камчи правиш. Какво е твоето искуство со Камчи? Објавивме, вирно, односно Призма ги објави корените всушност на империјот, каде целата таа приказна почнува. Тоа се отфрлените кривични пријави од далечната 2004 и 2006 година за семејството Камчеви за други лица опфатени со пријавата. Тие тогаш, како што реков, беа отфрлени со изјави на обвинителот што го водел случајот за откажување од кривично гонење поради непостојање на докази, односно немање докази. Но одбраната на Камчев пласира една теза дека тоа биле нели секако затворени предмети и така натаму. Сепак обвинителството има право да постапува и за затворени кривични пријави доколку има нови докази и може повторно да ги реотвори, односно да ги оживее. Секако тоа треба да биде подкрепено, како што велам, со докази. И тука нема никаква дилема и веројатно дека обвинителството тие докази ги собрало. Сега, кога ќе ги видите пријавите, таму веќе, значи, уште во 2004 година се појавуваат имиња на странски фирми од Лугано, кои тогаш, веројатно, можеби не сме знаеле како општество или не сме се занимавале до толку дека станува збор за офшор компании, меѓутоа од денешна гледна точка и со тоа како обвинителството ја терало истрагата, де факто се потврдило дека тука се почетоците на офшорите, а се поврзани секако со македонски бизнисмени. Значи, се од тука, токму од тука и почнува и го следи патот и ги поврзува точките на парите во кои што нели ги сомничи 4 месеци или веќе колку беа осомничени лица. Тоа е постариот дел на империја, значи како што реков корените на случајот. Поновиот дел веќе продолжува следно мултиплицирање постојано на офшори и префрлање на пари, купување и продавање на удели и така натаму, според теоријата која што секако СЈО ја појасни.
Според оно што мене ми е познато, ова е Столе еден од најсложените финансиски случаи, можеби најсложениот финансиски случај во историјата на македонското обвинителство. Имате И, капацитет да го сработат, вештачења, има ли луѓе што или треба странци да ангажираме за тоа? Колку што мене ми е познато, веќе предметот е даден на вештачење, со тоа што таму има над 100.000 или околу 100.000 списи кои што се вештачат, замислете, тоа е временски период од 17 години. И сега тие вештаци колку и да имаат енергија и труд и така натаму, верувајте дека навистина ви треба физичко време за сето тоа да го исчитате првин, па потоа да донесете мислење и наод кој што ќе му послужи на обвинителството. Не знам колку имаат помош и како тоа во овој момент се одвива. Меѓутоа, обвинителството тврди дека собрало докази и од странски држави, значи не станува збор само за тукашни, домашни компании и банки, меѓутоа добиле преку барање за меѓународна правна помош одговори од други држави, кои што ги доставиле доказите и врз основа на тоа тие го генерираат случајот. Ќе видиме што ќе се случува. Во секој случај, велам, комплексен, обемен и сложен предмет и природно е да се очекува дека истрагата секако се различи поради случајот рекет и така натаму поради низа други околности, меѓутоа очекувам во текот на годината барем да имаме некаква информација дали вештачењата се завршени во најмала рака и да видиме понатаму како тоа ќе се одвива. Стадион. Емисија за вашата вистина.